Јаворов е човек и поет на времето кој идва. По това време, неговата поезија е зачепок на символизмот в Българија, а неговото револуционерно дело е логичниот пат на секој млад човек с патриотски чувства. 6 години трае неговото револуционно зреење, од 1895 година па се до 1901 година. Поточно, од моментот кога 17-годишното момче трга кам Софија за да се вклучи в мелнишката акција на Врховниот комитет, преку познанството и пријателството со Гоце Делчев, па се до неговото конечно престројување во професионален револуционер. Тоа е време кога ослободителната идеја малку по малку го завладува поетот, изместувајќи ги по страна сите други останати идеи и размисли. Јаворов уште од детството бил запленот од поезијата и револуционната дејност на Христо Ботев. Се трудел на секој можен начин да го имитира. Ботев е неговиот идеал за единството на поезијата и животот. Да го повтори подвигот на Ботев е неговиот опнеш, неговата најдлабока тајна. Јаворов е поет кога го сакале жените. Ги сакал и тој нив. Тие љубови почнуваат од Дора Габе, па преку трагичната невозможена љубов кон Нина Тодорова, која прерано умира од туберкулоза, па потоа врската со трагичната и посесивна Лора Каравелова за пред крајот да не му се оствари љубовта со самената Дора Хомова. Тоа беа жени кои тој ги сакаше, а тие сакаа да го поседуваат. Но просторот беше веќе запад. Него го поседуваше Македонија и Донбар. Заедно, плодотворна и трагична љубов. Да се подсети на неговото заточеници, толку често рецитирано стихотворение и со долго време преднамерено заборавената посвета Т. Александровна. И стиховите кои ги кажат малата Самира од Занексанци Назарени и ви родни брегове. Но, за да нема никакви недоразбирања по однос на поимот родни брегове, авторот продолжува. А Вардар, Дунав и Марица, Балкан, Странджа и Пирин ще греат нам до гробзарица пред споменот един. Ја луцираат својата татковина во рамките на она, каде што своите идеали ги простира домакот до бескрајната борба за слобода. Јаворов е поет на револуцијата, поет на борбата, но и поет на славите. Бесилните, прогонетите од родениот крај. Во стихотворението Арменци, издадено 1900 година, како да ја предвестува судбината на македонците и едната трагедија на масовното раселување од Вардарско и Егејско кон слободна Бугарија по 1918 година. И стиховите кои сите ги знаеме, те пијат и пеат. Револуцијата е неговото бегство од светот на граѓанската уредност до светот на непрекинатата борба. Само таму тој се чувствува слободен заедно со својата Македонија. Ден во патишта потајни, нощ ноштувам кај патишта незнајни. И леле моја Пирин планина, море черно цареградско вино. И да беха либе, да беха злато кова на твоите руси косици, мена би правил мило за драго, мена би правил хранена коња, мена за благо турци дълбана. Това е идеята за револуција. Не е само поезијата, неговата книжка Хајдушки копненија неоправдано е подредена на љубовните стихови. Таму тој го пишува своето четникување и револуционно дело, а биографијата на Гоце Делчев е првото и веројатно најдоброто, најоригиналното сведоштво за животот и делото на големици на Македонија. Големите љубови речиси секогаш имаат трагичен крај. Обвинет од општеството дека ја убива својата сопруга Лора Каравелова и монструозните обвинења дека намерно сам прави опит за самоубиство, последните денови ги минува полуслед, осамнет и разочарен. Единствено е подржан од старите пријатели во борбата за слобода на Македонија, ВМРО и Тодор Александров. Вториот опит за самоубиство е успешен. Испива отров за потоа да се самоуби од кушун, кој овој пат не ја пронашува целта. Во своето писмо Тодор Александров ќе напише дека умира за Македонија, дава срдечни поздрави на Христо Матов, Христо Токачев и Александар Протугеров и се простува од него со поздрав од твојот пево. Така,
на 29 октомври 14 година. Завършва животът на поет, революционер, предаден на делото за слободна Македония. Пушката и перото, љубовта и борбата ја сочинуваат неговата личност. Нешто како личноста на японските самураи, на кои толку многу се воодушевува македонските револуционери. Неговото самоубиство е херојски чин. Тоа не е бегство од реалноста, тоа е победа на вонвременското идеалистичност, на бедноста на реалниот живот. Тоа е неговиот последен херојски чин, чин на поет и револуционер.